Денеска се навршија 32 години од загинувањето на војникот Сашко Гешовски од Кавадарци, припадник на ЈНА и прва жртва на жестокиот воен судир што го предизвика распаѓањето на Југославија во 1991 година. Роден е во Кавадарци на 31 октомври 1971 година, основно и средно училиште завршил во Кавадарци. По завршувањето на средното образование заминал на отслужување на војниот рок во ЈНА во Сплит, Република Хрватска. На 6 мај 1991 во него пука маскиран припадник на МУП на Република Хрватска и смртно го погодил со 4 куршуми. Гешовски во критичниот момент бил на задача пред зградата на воено-поморската област во Сплит. Тој беше првата жртва во конфликтот што го предизвика распадот на Југославија. На 7 мај во Кавадарци се одржа протестен митинг на кого учествува речиси целото население од градот и околината за да го искажат својот револт за смртта на својот сограѓанин кои палеа свеќи на градскиот плоштад во чест на Гешовски. Неговото тело со воен хеликоптер беше пренесено во Кавадарци. На погребот присуствуваа повеќе од 20.000 граѓани, дојдени од сите краишта на поранешна Југославија. Во Кавадарци беше прогласена 3-дневна жалост. Денеска на 32-та година од убиството на Сашко, вечното почивалиште го посетија и оддадоа почит делегација од општина Кавадарци, предводена од председателот на Советот доктор Стојан Чорамов, секретарот на општина Кавадарци Тодор Ефремов, Сдруженијето на борци и членови на доброволното противпожарно друштво, кое го носи името Сашко Гешовски. И денеска, како и секој ден, на неговото вечно почивалиште беше неговиот татко Гоце Гешовски, неговата сестра, зетот и пријатели и другари на Гешовски. Денеска се одбележува 32 години од грозоморниот настан во кој беше убиен првиот војник во Република Македонија во ексију просторите, на војна грозоморна која однесе многу жртви, меѓутоа се надевам дека извлечи големи поуки за иднината, дека со војна работите не се решаваат. Советот на општина Кавадарци, градоначалникот господинот Митко Јанчев, во чест на прерано загинатиот прв војник од Република Македонија во таа грозоморна ексију војна, го назначи кружниот тек што се наоѓа во пред неговата зграда, во чест негова да го носи името на Сашо Гешовски. Идејно решение е планирано да се постават 3 фонтани кои ќе бидат во чест на нашите тројца прерано загинати војници. И се надевам дека општина Кавадарци и во идно време ќе го продолжи ова чествување, нека му е слава на прерано загинатите војници, ќе ја негуваме оваа традиција, воедно и една поука за луѓето кои ја бават политиката, дека сите работи во идно време не треба да се решаваат со војна, односно низ диалог и разговор. Се надевам дека добротворно ќе ги решаваме сите проблеми што во идно време ќе се јават меѓу државно. Така да нека му е чест и нека му е вечна слава. Во војниот конфликт во 1991 година покрај Гешовски од Кавадарци загина и Петре Тодоровски, роден во 1971. Тодоровски загина како припадник на ЈНА на 26. јули 1991 година во касарната Љубљана, Полје, Република Словенија. Својот млад живот го загуби како војник додека бил на стража. Во овој конфликт загина и Мишко Митрев, роден 1954 година во село Ваташа. Митрев загина како подофицер во ЈНА во септември 1991 година при одбрана на касарната во Ѓаково.